Светот секојдневно се менува, а со него и автомобилската индустрија. Веќе одомаќената технологија на батериски електрични возила станува дискутабилна поради се поголемиот продор на хидрогенот и горивните келии. По стариот добар рецепт се воскреснуваат ограничени едиции во чест на некоја легенда, а вистинска денешна посластица е Ферари SP48 Уника, направен исклучиво по желба и надзор на нарачателот. Прво ќе ве запознаеме со вестите и го отвораме денешното издание со домашната етикета. Добре дојдовте во Автомагазин. Euroimpex, генералниот увозник за Opel, во соработка со дилерската мрежа Аутоцем од Тетово и Автомакедонија од Скопје, ја представија целата товарна и патничка гама од брендот, каде звезда беше новиот Opel Movano. Него го придржуваа товарните возила Corsa Van, Combo и Vivaro. По процесот на детоксификација, Opel има нов лик, истакнувајќи се со Opel Vizor на предниот дел и Pure Panel во внатрешноста. Но и покрај тоа, Opel не ја менува својата ДНК. Тој е германски, модерен, доверлив бренд, технолошки напреден и со чист и прецизен дизајн. На настанот изложени беа комерцијалните и патничките модели од најмалата Opel Corsa, триото кросовери Crossland Mokka Grandland и лимузината од D-сегментот Opel Insignia. Новото Movano е совршена германска алатка за секоја работа и достапен е во повеќе верзии на каросеријата. Товарниот простор е меѓу најдобрите во класата со капацитет од 17 кубни метри и во него може да се превезе максимум 4 европалети. Понуден е со 2,2 литрен турбодизел мотор со силина од 120 до 165 конски сили. Целосната електрификација на Opelовата товарна гама на возила ја комплетира електрифицираната верзија на Opel Movano, погонувано од 37 киловат-часови или 70 киловат-часови батерија со корисна носивост од 1,3 тони и досег до 224 километри по WLTP нормата. Педесет и 6 години по основањето, Dacia го произведе својот 10 милионити автомобил. Романската компанија ја постави на тркала земјата со на почетокот локално монтирани, а потоа лиценцирано произведувани модели на Рено, останувајќи во врска со француската марка цело време. Затоа и не чудеше што во 1999 година стана дел од групата, која мудро раководеше со нејзиниот развој и стратегија. Доказ се 2,6 милиони произведени примероци од Сандеро и за половина милион помалку од Дастер, додека на Логан малку му фалеа до 2 милиони. Во историјата сепак длабоко ќе остане запишана легендарната Dacia 1300, која стигна до 2,3 милиони. Возилата на романската марка во моментов се произведуваат на 4 континенти. Проценувајќи дека дошло време, Volkswagen реши да ни ги открие првите детали за новиот Amarok, кој ќе биде блиско врзан со успешниот Ford Ranger. Затоа и должината му порасна на 5,35, а меѓускиното расстојание на 3,27 метри, што освен повеќе простор во кабината му дава и подобри својства во совладувањето стрмни терени. Овој пикап, кој е конципиран во Германија и Австралија, а ќе се произведува во Јужна Африка
Африка ќе биде достапен со еден бензински и 4 дизел агрегати со 4 и 6 цилиндри и за фатнина од 2 и 3 литри. На располагање ќе биде со погон на задните или сите тркала и единечна или двојна кабина, а на возачот ќе му помагаат 30 на електронски системи. Ќе може да поднесе до 1200 кг товар и да повлече приколка до 3,5 тона, во зависност од погонската група. Според најавите, новиот Амарок на европскиот пазар треба да пристигне пред крајот на годинава, додека стариот и понатаму ќе се нуди во Јужна Америка. Во план е и електрична верзија која може да се очекува до 2025 година, додека хибридни и плагин хибридни изведби нема да има. Volkswagen досега има продадено 830.000 примероци од Амарок. Амбициозно релансирана во 2018-та, германската марка Borgward уште еднаш замина во историјата. Компанијата, чија седиште официјално беше во Штутгарт, практично во Пекинг банкротираше. Како виновник за неуспехот се посочува короната, но причините се малку подлабоки. Самоувереноста на челните луѓе предводени од Кристијан Боргвард, внукот на основачот на оригиналната компанија од пред 100 години, уште на стартот донесе сомнеж во нејзиниот успех. Мешањето на ингеренциите на двете страни резултираше со нудење возила на европскиот пазар од кинеско потекло со непознат квалитет, представувани како германски. Дури и цената им беше висока за да се стекне мислење дека навистина се тоа. Така, место бројките за продажбата се видеа долговите кои нараснаа на неверојатни 836 милиони долари. Сега и на тоа дојде крај, а од името Borgward единствено ќе остане само горката поука за менаџерите и финансиерите на идни вакви проекти. Ке стане ли ученикот подобар од учителот? Јужнокорејската автомобилска индустрија значаен период се развиваше со масивна поддршка од јапонските компании, но досега не се осмели сериозно да ги предизвика на нивни домашен терен. Единствениот обид колку за проба го имаше Hyundai на почетокот на милениумот, кој заврши после 9 години со само 15.000 продадени возила. Сега со напливот на новите погонски технологии работите се сменија и корејците повтор пат влегуваат на јапонскиот пазар. Адути ќе им бидат електричниот Ioniq 5 и водородниот Nexo, кои главно ќе се продаваат преку интернет. На неколку места низ земјата ќе бидат отворени така наречени изложбени бутици за купувачите подобро да се запознаат со возилата, а тоа ќе може да го сторат и во големите трговски центри. Се разработува и програмата преку која на компаниите ќе им се нуди можност за претплата на возилата. Првите испораки се предвидени за летово, а засега не се откриваат плановите за очекуваната продажба. Бројките сепак нема да бидат големи заради скоро изедначените цени со домашната конкуренција. Лани во Јапонија се продадени 3,65 милиони возила, од кои само 260.000 увозни, пред се европски. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. После долго време сериозни подготовки, развој и тестирање, модерниот наследник на класичниот Land Rover е подготвен за производство. Настанат како резултат на големата упорност на британскиот хемиски магнат Джин Редклиф, Ineos Grenadier веќе од јули ќе се продава по цена од 49.000 фунти. Сепак, првенство му даваме на едно ултра скапо остварување. Да се поседува Ферари е прашање на пари и страст. Па тогаш, што да се каже кога некој поседува уникатно изработен примерок на растегнатото конче и тоа по собствена мерка и желба? Дами и господа, ова е Ferrari SP48 Unica. За уникатните изведби задолжена е екипата од Центарот за стилизирање на Ферари под раководство на Флавио Манцони, главен директор за дизајн. SP48 Unica е спортска берлинета со две седишта развиена на платформата на F8 Tributo. Уникатниот нарачан автомобил е направен според спецификациите на еден клиент и дизајниран како јасен израз на неговите индивидуални барања. Затегнатите линии и агресивната појава го прават веднаш препознатлив во однос на оригиналниот модел, а исто така и уникатен благодарение на неговиот преден профил во облик на стрела. Клучен аспект на дизајнот на овој уникат е употребата на моделирање и 3D прототипови што им овозможи на дизајнерите и инженерите од Маранело целосно да ја редизајнираат предната решетка и доводите за воздух на моторот. Овој напреден процес на производство резултираше со совршени 3D решетки кои изгледаат монолитно, создавајќи чувство на безпрекорен континуитет и динамична флуидност. Најголемите промени во споредба со стилот на F8 Tributo ги вклучуваат доводите за воздух за ладење на моторот на предниот багажник и под задниот спойлер. Конфигурацијата на автомобилот исто така им овозможи на инженерите да лоцираат довод за интеркулерот веднаш зад страничните прозорци. Подолгиот заден надвис ја засилува силата на потисокот на дискретно најавениот турбомотор. Секој проект потекнува од идеја изнесена од клиентот, а потоа развиена со тим дизајнери од Центарот за стилизирање на Ферари. Целиот процес во просек трае повеќе од една година, а за тоа време клиентот е тесно вклучен во оценувањето на фазите на дизајн и нивна верификација. Резултатот е уникатна изведба изработена по собствени желби и поддржана со сето знаење од Маранело, а за Кейв кесето треба силно да се одврзе. Состојбата на глобалниот пазар е отежната од добро познати причини, но борбата на конкурентските марки е немилосрдна. Европа е се поинтересна за производителите на батериски електрични возила и станува арена на интересни дуели. Индиците сакаат да си останат господари на својот пазар. Линколн наголемо се остри за електрификацијата, а од Британија ни доаѓа истражување на интересна тема. Индиците беа крајно сериозни кога како една од ретките земји прифатија завршната декларација на самитот за климатски промени во Глазгов за прекинување на продажбата на возила со бензински и дизел мотори. Затоа и за кратко време гледаме втор концепт на Тата, која сака во наредните 5 години да освои 1/4 од тамошниот пазар на електрични возила. Наречен е Авиња и ја најавува третата генерација на електричната архитектура од каде доаѓа и
големата слобода на конструкторите и дизајнерите. Каросеријата има облик кој ги замаглува границите меѓу класичните хеджбек и моноволуменец, најмногу заради кратката хауба и премногу закосениот ветробран. Вратите без централен столб се отвораат една наспроти друга, а тркалата се поставени на самите краеви на каросеријата заради што патничката кабина е доста просторна и со целосно рамен под. Предните седишта се ротирачки за полесно влегување, а на управувачот е сместен екран чии информации ќе се дополнуваат со проектирање на ветробранското стакло. Развојниот тим ветува автономија од едно полнење на батериите од 500 км, но не дава никакви технички детали за погонскиот систем. Челниците на Тата се молчеливи околу неговото сериско производство, но од порано имаат ветено дека првиот електричен автомобил од третата генерација го планираат за 2025 година. Откако жестоко ја нападна Тесла на домашен терен, американскиот производител на високоперформансни електрични возила Lucid Motors се подготвен за освојување и на остатокот од светот. Најпрво на Европа, каде неговиот засега единствен модел ќе пристигне на почетокот на летото, а наредната година и во Кина. За разлика од другите производители, Lucid има поинакви планови за настап на стариот континент. Списокот земји каде ќе отвори дилерства е далеку поширок, но на него ги нема Велика Британија и Франција. Тоа може би е последица на намалените прогнози за обемот на годишното производство од 20 на 12, најмногу 14.000 возила и двојно поголемиот број нарачки кои ги има примено во Соединетите Американски држави и Канада. Најрадосната вест за нив сепак дојде од Саудиска Арабија, чија влада во наредната деценија ќе купи дури 100.000 возила. Ова воопшто не треба да чуди, бидејќи саудиците поседуваат 61% од акциите на компанијата, која уште од порано имаше планови за отворање втора фабрика токму таму. Со работа треба да започне во 2025 или 2026 година, а во неа покрај сегашната лимузина треба да се произведува и кросовер. Британците направија интересно истражување околу изборот на музика во автомобилот и влијањето на потрошувачката на струја, односно автономијата. Идејата беше да се согледаат реакциите во однесувањето на возачот предизвикани од ритмот на различните видови музика. За таа цел беа ангажирани возачи без искуство со електричните автомобили, кои требаа да поминат рута подолга од 29 км, слушајќи при тоа 6 различни композиции од класика до рок. Тест возило беше Kia EV6 со високо квалитетен Meridian аудио систем, чии поставки беа исти за сите возачи. При тоа со помош на прецизен медицински апарат им беа мерени и виталните биометриски податоци. Испитувањето траеше 2 дена, а резултатите беа јасни. Музиката навистина има огромно влијание на однесувањето на возачот, а преку тоа и на автономијата во реални сообраќајни услови. Човековото тело различно реагира на различните видови музика, што доведува до промена на стилот на возење. Најдобри резултати се добиени со класичната музика, која предизвикува посмирено и потечно возење, додека подинамичните мелодии побрзо ги празнат батериите. И тоа не за малку. Бетовен е заслужен за двојно помала потрошувачка на струја отколку баладите на Адел. Поп музиката беше за 3 пати поенергична, а жестоките рок numeri за 4 пати. Затоа, ако сакате со едно полнење да стигнете подалеку, определете се за класичната музика.
Ако погледнеме колку Форд е успешен во продажбата во Соединетите Американски држави, просто неверојатно звучи дека неговата луксузна филијала Линколн не може да стигне ни до 5% учество во вкупните бројки. Работите малку ги подобрува продажбата во Кина, но тие не можат да го поправат оштетениот имидж што марката дома го има. Затоа сега се пристапува на нов циклус инвестиции, подмладување на гамата и промена на стратегијата која најавува новиот концепт со ознаката Стар. Тој ќе биде основа за 4 идни електрични модели на марката кои сосема очекувано ќе бидат кросовери. Неговиот дизајн доста отстапува од сегашната понуда и донесува свежина која сигурно ќе ги предизвикува и другите американски производители. Нискиот нос и шпицестиот заден дел ќе ги провоцираат купувачите традиционално наклонети кон поаглестите силуети. За поефектен настап е задолжено осветлувањето, до толку што ќе се чини дека возилото има милион мали LED диоди. Тие на предниот дел создаваат визуелен ефект дека возилото има маска. Хаубата на рабовите со нив е мрежно покриена, а слично е и назад. Во внатрешноста се среќаваат на вратите, контролната табла и на уште други места. Покривот е од електрохроматско стакло кое може да биде прозирно или целосно затемнето, а 3 мали резервоарчиња со различни мириси поврзани со климатизацијата создаваат амбиент по желба. Информации за механиката воопшто нема, но на нив не би требало долго да се чека бидејќи Форд планира да го направи Линколн целосно електрична марка. Во бизнисот одлуките ги носат интересите, а не емоциите. Затоа една изјава може негативно да влијае во вредноста на акциите на една компанија, како што следи примерот со Рено и Нисан. Исто како добриот глас што го пушта Daimler дека до 2039 година ќе нуди исклучиво електрични автобуси и со погон на водородни келии за кои основа ќе биде Цитаро. Откако стана јасно дека Рено ќе биде приморан да се откаже од својот бизнис во Русија вреден 2,2 милиарди евра, раководството на компанијата ги разгледува опциите да ја покрие финансиската загуба што ќе ја претрпи со тоа. Една од нив е и продажбата на акциите што ги поседува во Нисан, добиени при создавањето на алијансата со јапонскиот партнер. Согласно договорот меѓу нив, Рено поседува 44% од Нисан, а Нисан пак само 15% од Рено. Треба да се знае и тоа дека јапонскиот производител има пазарна вредност од над 15 милиарди долари, повеќе од двојно од францускиот. Причина повеќе зашто постои реална можност за оваа трансакција е да се даде дополнителна финансиска поддршка на транзицијата кон електричните возила, а би се релаксирале и долгогодишните тензии меѓу партнерите заради меѓусебната нерамноправност. Но, што и да се случи, Рено и Нисан и понатаму ќе имаат заеднички проекти. Што се однесува до Русија, французите молчат, но тамошниот министер за економија изјави дека собственоста на Рено во АвтоВАЗ ќе биде продадена на Државниот институт за моторни возила НУМИ за символична цена од 1 рубља, додека московската фабрика би преминала во владение на градските власти. Ке постои клаузула после неколку години Рено да може да си го поврати својот имот, но по друга цена. Daimler пресече од 2030 година неговите градски автобуси наменети за Европа ќе бидат со нулти емисии. Ваквата одлука дефинитивно ќе ја забрза електрификацијата на тешките возила која се одвива доста побавно отколку кај автомобилите. Таа доаѓа како придобивка од одвојувањето на компанијата од матичната група што овозможи поквалитетно концентрирање на решавањето на специфичните предизвици. Окосница на идниот
развој ќе биде Citaro, кој во своето електрично издание е присутен веќе 4 години на пазарот. Голем чекор ќе биде неговото опремување со системот горивни келии на Toyota, кој ќе овозможи автономија од 400 км со едно полнење водород. Резервоарите ќе бидат поставени на покривот на автобусот, а погонската група со силина од 60 кW води потекло од Mirai. Citaro ќе добие и нова генерација високоенергетски батерии со за околу 50% поголем капацитет. Во 2025 година ќе следи и првиот електричен меѓуградски автобус, а при крајот на деценијата треба да се појави туристички автобус на водород. Во истата насока, но со поинакво темпо ќе се настапува и на другите пазари. Годинава треба да започне производството на автобуската шасија со електричен погон, посебно прилагодена на потребите на Јужна Америка. Крајната цел е до 2039 година сите нови автобуси на Daimler да се испорачуваат со погон на струја или водород. Светот на автомобилите неповратно се менува. Мирисот на бензинот ќе исчезне и ќе биде заменет со зуење на електромоторите. Голем дел од традиционалистите се плашат дека тоа ќе однесе во заборав бројни автомобилски икони, како што е на пример Fiat 131, кој своевремено освои 3 конструкторски и 2 возачки шампионски титули во рели. И Бентли има спортски титули, но сегашните што ги освојува во својата категорија се однесуваат на, верувале или не, економичноста, хибридизацијата и потполната електрификација. Специјалната едиција Abarth 695 наречена Tributo 131 рели ги враќа емоциите 40 години наназад кон последниот официјален рели настап на Fiat 131. За тркачката верзија на овој модел специјално беше развиена поширока двовратна каросерија, олеснета со употреба на фиберглас и алуминиум. За да може да се стекне со хомологација за тогашната група 4, беше неопходно да се направат 400 примероци кои излегоа од погоните на Бертоне. Дволитарскиот мотор во цивилната верзија развиваше 140 конски сили, што е за 40 помалку од малиот 695 кој го слави неговото наследство. Современиот 1,4 литарски турбобензинет со кој е опремен е впрегнат со 5 степен мануелен или автоматизиран менувач и ќе обезбеди забрзување до 100 на час за помалку од 7 секунди. Максималната брзина од 225 км на час е достојна да се сочуваат сеќавањата на рели легендата кои ќе продолжат да ги пренесуваат точно 695 негови собственици. Таа обврска ќе ги чини 35.000 евра, а во знак на благодарност ќе добијат двобојни 17-инчни тркала, кони амортизери, Brembo со пирачки, единствен издувен систем со 4 цевки, подеслив спойлер и уште некои ексклузивни детали. Тешки времиња дојдоа што ми Бентли мора да се фали дека го направил најштедливиот свој автомобил досега. И тоа не било кој, туку големиот Flying Spar, кој во оваа своја плагин хибридна изведба безкомпромисно ги покажува амбициите на традиционалната британска марка да стане еколошки ориентиран производител на луксузни автомобили. Погонскиот систем, базиран на 2,9 литарски V6 мотор, испорачува електрозасилени 544 конски сили и максимални 750 Нм вртежен момент. Батерискиот блок со капацитет од 18 киловат-часа ќе ги одвижи бешумно и без никакви емисии 40 на километри. Кога пак сите коњи ќе заржат, ќе го лансираат Bentley Flying Spar Hybrid до 100 км на час за 4,3 секунди и максимални 285 км на час. Со овој модел Bentley покажува дека хибридизацијата не
не мора да ги загрози ниту перформансите, ниту луксузот гарантиран со користењето најфини материјали и рачната завршна обработка. Затоа и од 2024 година ќе ги има во понуда сите модели со хибриден погон, а наредната 2025 ќе биде поставен првиот електричен модел. Финалето ќе дојде во 2030 година, кога комплетната гама ќе се движи исклучиво на струја. Ви благодарам на вниманието. До следната средба за 7 дена ве поканувам да ја посетите нашата интернет страница која секојдневно се надополнува. До гледање.